Водоснабдителниот систем во Струга е руиниран, запоставен и недомакински управуван повеќе од деценија. Во потесната зона на шум има застарена и оштетена каптажа на самиот извор, а во чија непосредна близина во строго забранета зона се изградени објекти, ресторан со тоалети и септичка јама. Во објемниот извештај од 55 страници до кои дојде ТВ Алфа, ангажираните професори од Градежниот факултет констатирале дека Струшкото водоводно предпријатие не само што немало одлука на влада за определување на заштитни зони, туку немало нити дозвола за користење на водата. Во пошироката зона на изворите отворени се неколку ископи за експлоатација на тампони камен. Ископот кој е блиску до изворот е активиран пред 10 години, констатирале професорите. Затекнавме ископи во големи количини. Значи, блискиот ископ кој што е некаде на 430 метра од изворот, а повисоко само 5-60 метра од изворот, да не речам дека некаде ископите се помеѓу 5 и 10 илјади метри кубни. Тоа не се прави преку ноќ, тоа не се прави за еден ден. Значи, на некој начин констатиравме од нашите согледувања и истражувања дека тие ископи се почнати некаде од 2018-17 година. Предпоставка е дека во тој период пред заматувањето имало интензивно копање, дури некои спомнаа таму и минирање во ископните зони, така натака. Во услови кога просторот околу водоснабдителниот систем не е целосно уреден и контролирано заштитен, во зона на изворот констатирано е присуство на депониран земјоделски, комунален и градежен отпад, што представува сериозна опасност за загадување на подземната вода која гравитира кон изворот. Отпадот потекнува од жителите на околните населени места, вели професор Пеливановски. Тука имаме ние многу голема опасност од бактериолошко, од хемиско загадување на подземната вода. Истото тоа население користи вода за водоснабдување за пиење од тој извор. И едно не ми е јасно сега, како може вие да користите вода од тоа извориште, а над изворот да истурате такви количини на, да речам, опасен, односно комунален отпад кој што сигурно има влијание на квалитетот на подземната вода во тој дел. Со оглед на тоа што и состојбата со изворите во Горна Белица е со сомнителен квалитет, експертите сугерираат да почнат итни мерки за санација на теренот во шум, веднаш да се прекинат сите активности во зона на изворот. Спречување на неовластен пристап на правни и физички лица до водоснабдителните објекти, засилен мониторинг и воведување редовен инспекцијски надзор. Иако нема врнежи, матноста на водата варира. Вчера таа изнесуваше 1,46, а денес 6,61 НТО единици. Забраната за користење на вода и натаму е на сила, цели 19 дена.